За 4 години двојно е зголемен бројот на несреќни ученици во Македонија, вели последниот извештај на УНИЦЕФ. Сериозно голем процент кај младите пројавуваат психолошки проблеми за кои е потребна помош од стручни лица, а велат институциите не секогаш се отворени и расположени да работат со нив. Ова се само дел од темите на кои што утрово разговараме со една од бројните соговорнички кои што ќе ги имаме. Марија Кунеска, психолог. Добро утро, Марија, и добре ни дојдовте. Добро утро и добро време. Ако го земеме предвид процентот од 50% на млади кои на долг рок се чувствуваат потиштено и тажно, што кажува тоа за нас како општество? Така. Децата и младите во Македонија се соочуваат со многу сериозни последици врз нивното ментално здравје, односно психолошко здравје, со оглед на тоа дека дури 30% од адолесцентите имаат високо ниво на анксиозност и депресивна состојба. А како што кажавте, дури 50% од децата и адолесцентите се чувствуваат несреќно и тажно, односно потиштено во текот на денот. Така да, ова ни укажува дека живееме во многу стресен период, сите ние заеднички, затоа што сите ние играме многу голема улога во нивниот живот и во нивното секојдневие. Тргнувајќи од нас родителите, кои секојдневно ги испраќаме на училиште, ги пречекуваме од училиште, она што ние правиме како возрастни, вработени, нервозни луѓе кои се соочуваме со сите општествени предизвици, и сето тоа, сакајки или не, го пренесуваме и на нашите деца, односно најмногу на тинеџерите кои навлегуваат нели во добата на возрастни, млади луѓе кои треба да размислуваат за нивната иднина и секако да го градат идентитетот. И замислете, барајќи се себе на патот кон личност, адолесцентите се доживуваат дека нема кому да се обратат и не знаат на кој пат да тргнат, со оглед на тоа дека околу нив владее стрес, нервоза, анксиозност, сиромаштија, депресија и во нивните семејства и нели секако моментот на социјална изолација кој сите голем број од децата го доживуваат. Младите велат дека, се извинувам што ве прекинувам, сакаат поддршка и помош и од психолозите и од институциите, но дека не секогаш се отворени за соработка. Не можам да кажам за институциите дали се отворени или не се отворени, но голем број млади што доаѓаат во нашиот психолошки центар и советувалиште за млади, укажуваат на моментот дека немаат можност да се обратат, да кажам, или не го добиваат тоа што им треба од стручните лица во нивните училишта, од една страна, а од друга страна не ни знаат каде да се обратат, иако бараат помош. Многу се свесни тинеџерите дека се соочуваат со сериозна состојба и се обраќаат кај нас психолозите, но кај нас и приватните психолози се обраќаат. Во училиштата психолозите и да немаат многу време, но секогаш тоа е првото нешто кое треба да си го сработат во својата професија. Пак ќе кажам, сите носиме одговорност и во голем дел институциите и општеството треба да се вклучи во оваа проблематика, затоа што зазема еден многу широк опсег кој е многу загрижувачки за сите нас генерално, затоа што сите ние сме родители на тие деца. Какво е вашето искуство на работното место? Вие работите во спортската академија, чинам како психолог. Така, да. Се обраќаат ли учениците, доаѓаат, бараат ли помош? Зашто најчесто? Така, се обраќаат учениците секако, знаат дека треба да се обратат и дека можат да добијат помош. Тоа е многу голема работа, затоа што нашата најбитна работа е тие да се отворени кон нас, да дојдат и да ни искажат што со нив се случува во секојдневието. Најчесто е заради таа социјална изолација. Се обраќаат, од друга страна, чувствуваат голема анксиозност и голем стрес со се она кое се соочуваат секојдневно и не знаат како да кажем да го износат во текот на денот целиот тој товар кој го носат, затоа што мораме да напоменеме дека во последниве години после ковид и текако младите носат еден голем товар со оглед на состојбата во нашата држава. Живееме во сиромаштија, од една страна
всушност границите се многу големи. Една страна е многу сиромашна, друга страна е апсолутно друга граница, така да на средината и не се наоѓаат и секогаш се доживуваат во една социјална изолација, се доживуваат во еден момент да бидат социјално исклучени, каде што и не знаејќи како да реагираат, се изолираат или па запаѓаат во една сериозна анксиозност. Се обраќаат, да, се работи со нив секојдневно, затоа што тоа е нашата главна работа и многу е важно што го шират тоа меѓу врсниците и сите тие доаѓаат и бараат помош пред се од едукативни настани, од работилници кои ги организираме. Самите тие работилници кои ги организираме во училиштето доведуваат до свесност и до отвореност кон младите да се обраќаат кон нас. Младите ги користат дигиталните алатки. Добра опција ли е да почнеме и ние да ги користиме за добро, да допреме до поголема популација на оваа тема? Ако може сето тоа добро да се осмисли и да допре до оние, да кажам, до сите кои се инволвирани во овој процес, најмногу до родителите, може да се искористи, но сето тоа нели и да не се злоупотреби, затоа што знаеме дека стресот и анксиозноста сепак доаѓа и од високото ниво на употреба на социјалните мрежи, односно воопшто на дигиталните алатки. Така да, сепак и тука треба да постои една граница до каде треба да се искористат и на кој начин да се искористат. А дека треба да постојат многу алатки, многу видови на едукација надвор од нас, психолозите кои работиме и во училиштата, но и во приватните центри, треба да има, затоа што е општествена одговорност и општеството треба да направи еден систем кој ќе функционира за сите на кои им е потребен. Ајде да видиме што велат младите, може ли? Имаме колешката Симона на второто линковско вклучување, студентите ни се во фокусот. Симона, што ги мачи младите? Зборуваме за тема за која што секојдневно треба гласно да се зборува, бидејќи во нив е иднината. Ако имаме процентот 50% од млади кои што пројавуваат сериозни психолошки проблеми, 14% од млади кои што се несреќни што живеат овде, кои се причините, што велат тие? Добро утро повтор пат, Кристина. Токму за таа тема се наоѓаме пред студентскиот дом Пелагонија. Мојот денешен соговорник Бојан Гиновски, кој што е студент, а и млад во Македонија, ќе ни открија повеќе детали. Меѓутоа, Бојан, благодарам за издвоеното време и што на некој начин си дел од Македонија. Ви благодарам за поканата. Да, имаме информација дека младите се почесто се депресивни и се почесто се несреќни во целото обкружување веројатно што Македонија го нуди. Па знам дека си во постојана комуникација со младите и со студентите, така што кои се нивните најчести одговори што ги прави несреќни тука? Па доколку зборуваме стрикно за студентите, прво да почнеме од финансиските проблеми, бидејќи гледаме дека животот станува се поскап, особено и студирањето, живењето во друг град, стандардот, потоа проблемите со факултетот, со образованието, гледаме како некој што не заслужува е некаде каде што не треба, добива подобри оценки, така што сето тоа влијае на сите проблеми кои што ги носи ова модерно општество и си зема свој данок. Веројатно и од твој искуство досега од комуникацијата со останатите млади, ќе се согласиш дека има многу на некој начин депресивни, анксиозни моменти, посебно и во тој студентски период. Така што, дали тоа начинот за да го решате иселување од Македонија? Па, реално тоа не е начинот, но освен тоа нема друг избор, бидејќи гледат дека имаме еден нефункционален систем кој што добрите студенти, добрите луѓе ги турка најдолу во општеството и ти едноставно не гледаат тука просперитет. И единствен начин е да заминат во странство каде што нивниот труд, нивното знаење како луѓе ќе бидат повеќе почитувани и вреднувани. Да, друг начин за да се подобри целата ситуација веројатно е да имаат поддршка повеќе од психолозите, меѓутоа и од останатите институции. Го споменавме факултетот како една од носечка институција во тој период од животот. Дали си бил сведок дека факултетот знае да биде поддршка за студентите кои што поминуваат низ таков период?
Па, сум слушнал за такви случаеви, но реално јас лично не сум бил сведок на тоа, но да, факултетите треба повеќе да се занимаваат околу тоа прашање, да имаат своји психолози како во средните училишта, кои што ќе им стојат на располагање на студентите. И да бидат на некој начин мотивација за сите оние кои што можеби во моментот поминуваат низ тежок период. Бојан, благодарам што утрово беше дел од нашата емисија. Ви благодарам на поканата. Кристина, тоа беше разговорот со Бојан Гиновски, кој што е студент и ги открие тие секојдневни работи кои што ги прават несреќни младите во Македонија. Ова е само дел од сите оние причини, меѓутоа спомена и тој дека се согласува со моментот да има повеќе поддршка од институциите меѓу кои се вбројува и факултетите каде што студентите во тој период од својот живот поминуваат големо време. Благодарам. Симона, ние ќе останеме на оваа тема заедно со Марија. Ги споменаа факултетите и поддршката на нашите млади. Веројатно сметаме дека кога младите се на факултет, веќе се возрастни зрели личности, созреани, кои што поминале низ најтешките етапи од животот, но секако им е потребна поддршка. А ја немаат, кажа и самите. Така е, да. Баш од разговорот, односно од соговорникот, студентот убаво наведе дека им требаат психолози во студентските домови на факултетите, исто како што имаме психолози во училиштата. И така им е потребна, затоа што тоа е период кога тие се пронаоѓаат себе, влегуваат во добата на возрастни. Не мора да значи дека на 18 години завршил со адолесценција. Периодот на адолесценција е продолжен, значи дури до 20-22 години личноста се создава, размислува за својата иднина, каде се гледа себе си, односно одлучува како самиот тој ќе се движи по патот на иднината понатаму, неговиот пат на иднината и всушност да носи самостојни одлуки и одговорности за неговиот живот. А попатно тука ја спомена и студентот состојбата во Македонија со нашата држава, каде што трудот на добрите студенти и да не е ценет, па студентите си заминуваат надвор од нашата држава. Токму тој момент каде што се доживуваат потиштени е токму тој моментот каде што се доживуваат потиштени токму заради таа состојба. Токму заради тоа најмногу е потребно да има психолози на факултетите кои ќе им помогнат во тие стресни моменти да се соочат со моментите, да се соочат со состојбата на анксиозност која ја доживуваат и да изнајдат најдобри решенија за да продолжат напред. И клучното прашање, зошто ги нема? Нема доволно психолози? Не се отвараат работни места за психолозите? Ние уште после ковид состојбата се соочивме со момент како држава дека немаме доволно психолози во училиштата. Се отпочна со процедура да се вработат психолози во сите училишта и психолози има затоа што и на факултетот во последниве години за психологија се запишуваат се повеќе и повеќе студенти. И на приватните, и на државниот факултет, за разлика од времето кога јас учев психологија, тоа беа малку студенти, така да има заинтересирани лица кои се веќе запишани, учат и завршиле психологија, но од друга страна, друг е моментот. Треба едуцирани лица. Треба лица со искуство. Да, и младите треба да изградат искуство, но за тоа е потребен овој постар кадар кој треба да им помогне да научат како треба да работат со младите. Оптимизам во целата оваа приказна внесува информацијата, кога веќе го споменавме истражувањето на УНИЦЕФ, дека Македонија е над просекот за прашање поврзани со чувството на припадност на учениците во училиште. И треба ли сега оваа информација, некако за крај на разговорот да заокружиме, да се искористи за да им се обезбеди поквалитетна настава на учениците, која што на долг рок би ги направила посреќни? Секако дека треба, ние имаме се понизок и понизок успех и се помало интерес за учење воопшто. Морам да напоменам дека тоа тргнува од родителите пред се, затоа што чувството на припадност во училиште и важност на училиштето и на учењето не е тргнато од дома, а потоа нели и во училишните клупи. Затоа кажуваме цело време дека
генерален проблем е и одговорноста е на целото општество. Сите треба да сносиме одговорност, тргнувајќи од нас родителите, потоа од наставниците и целиот наставен и стручен кадар во училиштата, не само во училиштата и на факултетите. Сите треба да сме поврзани, бидејќи треба да се изгради еден одличен, добар систем кој ќе функционира, за да може да придонесе за сите. И за родителите кои се неедуцирани, не знаат што им се случува на своите деца во развојните фази. Од друга страна, подигнувањето на свеста за учењето. Трета страна е квалитетот на наставен кадар во училиштата, факултетите кои се уште на многу факултети сме останати во традиционален начин на предавање, традиционални материјали, доста стари, така да уште таму треба да се тргне уште од почетокот од родителите, а потоа и од образовниот систем. Државата треба да го изгради целиот тој концепт кој ќе им помогне пред се од мали нозе на децата, а понатаму и на младите, за да можат да се пронајдат во нашата држава и да функционираат тука. Благодарам, Марија, за разговорот во Македонија наутро. Благодарам и вас.